Кога Европа беше спремна, ние не бевме спремни. Немаме време, Европа ни се генерација, дел од нив нема да не бидат дома. И го немаме луксузот да пропуштаме, меѓутоа има одговорности за пропуштени шанси. Работник како Повласо работник за човекови права на 1. август 1996 година беше... Добре, благодарам многу за збор се јавени процедурата и Етимовски веднаш. Процедурално. Благодарам председателя, поздрав сите присутни. Пошто нашиот член Шпреса Хадри можеше да замине, а говорот на министерот беше доста екстензивен, барам стенографска белешка и пауза од 1 час, додека ја добиеме, па да продолжи. Благодарам. Добро, почитуваме пауза ќе дадеме покасно, збориме и Етимовски. Не, се извинам, не може така, затоа што... Играта беше вчера. Не, Илија. Почитувајте деловник ве мола и објавете сад време пауза. Антонио. Сега на даден збор сакате да ме прекинете. Ама не може не е даден збор, затоа што деловнички приморани сте да дадете пауза. Вчера направивте ситуација со предвреме закажување на комисија. Денеска сакате да се објавите деловните за да направите. Го почитаваш деловникот или го силуваш деловникот? Ама не е добро. Процедурално дайте пауза. Не е во ред. Дайте пауза. Ама прво треба да дадете пауза во после процедурално. Стенографска белешка мора се даде пошто министерот говореше 2 часа, ја не сум го чул, сакам да го прочитам говорот, па да се пријавам за збор. Доби порака ти за да направиш ваква ситуација. Барам од Мицковски. Него ве молам да објавите пауза. Денес да го поштеди министерот за вътрешни работи од критика. И не е поштедено вас е срамно. Објавите пауза. Според ова се гледа, според сме за... Мора да почитувате деловник. Илија. Почитувај деловник. Може ли процедура? Илија практика, сега сите наедно зборувате, и ова треба да изгледа неуго. Јас сум тука, така што... Да, почитувани новинари, почитувани колеги пратеници. Играта е очигледна. Одговорноста за неуспехот на Македонија ја носат министерот Димитров и вице-премиерот Бујар Османин од ДУИ, заедно со премиерот Заев. Денес имаме комисија која што имаше намера... Ама имате процедура, молам одговорете на процедура. Ама Илија, не разговарам со тебе, зашто се нервираш? Че ни дадам да се нервираме, тактикава е смешната. Е, смешна. И сега што си добил порака од некого да дојдеш тука да направиш прекини. Од тебе добив, си кажав од кога добив порака. Значи, намерата е очигледно, одговарам на вашето прашање. Не е прашање, барам пауза. Одговор на барањето на колегата Артем Груби ќе ви кажем. Смислената тактика од вчера, комисијата за надворешни прашања да се прескокне и да нема одчет, одговорност, прашање и критика, продолжува и денес. Владеанското мнозинство за кое што министерот Димитров збореше дека треба да промовира проевропски начин на гласување, критика, отчетност, транспарентност, денес после завршувањето на самата секунда на завршување на говорот на министерот Димитров, доаѓа и бараат стенографски белешки, кои што ќе се изготвуваат 3-4 часа, ќе заминат медиумите, бараат пауза, потоа ќе побаре некој друг пауза. Ова очигледно е, деловничко е исто толку колку што законот за марихуана е деловнички со европско знамење. Ова барање е... Па не е наматично кај комисијата за... Ова е деловнички исто колку што е законот за академијата со европско знамење. Затоа, колеги, да нема отчетност за катастрофалниот неуспех и дипломатско фијаско на Македонија, кое што го доживеа во Брисел, е забележително дека гледаме дека не сакаат
ниту ДУИ, ниту СДСМ, министерот да биде подложен на прашања, на критика и сега ние имаме тука злоупотреба на самиот статус, за да не може министерот да биде прашан тоа што пратениците сакаат да го прашаат. Аплаузи за говорот на Бујар Османи. Да има пофалби за министерот за вътрешните. Затоа сметам затоа Ја само две обрски. Во 15 до 5 имам телефон со еден од советниците на Меркел и во 7 имам настан со амбасадорите на Америка од регион. Процедурално бара. И после тоа јас Процедурално бара колега Илија Димов. Антони, деловник на Процедура. Фала господја Јагода, со вашиот настап исто така станува јасно дека Артан, те молам да кажам тоа збора. Ама чекаме, твое е собраниево? И твое и носите пратеници тука. Како тоа кога завршува Димитров, ти улетуваш и имаш план да расипеш комисијата. Имаше план да расипеш комисијата. Само прашањето е каква Очитувај го деловникот, статуата. Може ли да предложам господин Малушевски, сакам процедурално да предложам нешто. Го замолувам и господинот Артон и господинот Димитров да ме се слушат. Крајно коректно ќе предложам. Прво, за да не се добие впечат дека ова е координиран настан со упадот на колегата, ве молам се да се искаш. Со упадот на колегата Груби. Го замолувам министерот Димитров да го замоли колегата Груби лично со својот авторитет за господинот Груби да има основ да остави простор да се тече дебата. Прва работа. Втора работа. Стенограм да се изготви. Јас ке зборувам господин Милошевски сигурно 30-40 минути. Во меѓувреме ќе може да се добие стенограмот и колегата Груби и да го прочита обраќањето на господин Димитров. Ова мислам дека без разлика вака што се препукуваме, коректен предлог и до колегата, до господинот Димитров, министер за надворешни, да сепак е од вашето владеачко мнозинство и кон колегата Артан Груби, на тој начин полека да не направиме, треба да поразговараме, да не направиме сега со еден таков упад во комисијата, да не направиме нарушување на атмосферата, која што беше горе-доле коректна, додека зборуваше господинот Димитров. Таа страна господин Димитров, а вие сте највисок политички фактор од таа страна на масата, должите исто таков однос, како што ние имавме во минатиот сат и 15 минути спрема вас. Тоа е минимум демократија и по тоа, меѓу другото, ќе не цени и Франција, и Холандија, и Данска, и другите држави. Со благословен иронија. Не, сериозно. Значи, во што може Антонија? На молбата на господин Димовски, го замолувам господин Груби да продолжиме со дебата. Благодарам за молбата, може сега процедурално да. Благодарам многу за замолницата и од господинот Илија Димовски и од министерот, но ни вие не побаравте од мене. Ја да побарам пауза, тоа го барам поради дигнити, како се кажа, пратеничко достоинство. Не можам да настапам тука на комисија за надворешни прашања без да го слушнам излагањето на министерот за надворешни прашања. Имаш време. Веќе време има пријавите за дискусија. Има време да почекам, така? Со деловникот и кажете каде е нарушен деловникот, освен тоа што вие не го почитувате и приморани сте да дадете пауза и да подготвите стенографски белешки од излагањето на министерот, за да можеме сите подготвени да настапиме во... Има обврска комисија, прочитај си го деловникот, ќе видиш, и затоа компромисно ви барам половина час за да ми избрифира министерот што рекол, па после да се вратиме на оваа комисија. Министерот не избрифира индивидуално. 30 минути, Антонија, 30 минути пауза. Почитувани колеги, ова европските стандарди вистина се поприсутни во нашето собрание, гледам, посебно кај собраниското мнозинство. За збор се пријавени 1, 2, 3, 4, 5 пратеници пред да има збор
колегата Артем Груби. Значи, Ако тие па- пет пауза е пратеници, претходно. тие пет пратеници ќе говорат според мене, според искуството, вака интересот што го предизвика и нас тоа не ќе тоа договори Сега не ќе смееш да говорат го појаш отприлика околу председавач. 2 часа. Што си Во тие 2 часа ќе има време и да има стенограм, и да се избрифира пратеникот, да го избрифираат неговите колеги, новинарите, соработниците на министрот и секој друг. И затоа сметам дека барањето е како медиумите да се тргнат, за да нема интерес кај медиумите да ги слушнат прашањата и критиките, за да нема одговорност за тоа што вчера го побаравме од министерот Димитров и вице-премиерот Бујар Османи. Тоа е тандемот кој што го прослави добивањето на датумот, кој што датум ние сега го немаме. И ова барање на пратеникот Груби е наменско, за ние седницата да ја држиме без присуство на медиумите, кои што за 3-4 часа ќе мора да заминат, имаат своји обврски, да спремаат материјали и ние ќе разговараме по вечерните часови кога нема да има присуство од јавност. Што и да е тоа Ама зашто не почитувате деловник вака? Јас го давам збор на колегата Илија Ама не е во ред Илија Димовски да зборува вака, додека вие имате конкретно процедурално барање и обврзани сте со деловник да објавите пауза. Затоа ве молам, не можам да дозволам да зборува било кој друг, додека вие го нарушувате деловникот, законот и се. Илија, не е во ред да зимаш збор. На салите во собрание ми изгледаше случајно. Но сега кога ги поврзам двете работи, земањето на Продолжувате со целата политика на обструкција на собранието. Не е во ред. И упадот на господинот Артем Груби, што предизвика одложување од час и пол од Сабајлето,